Ова се денешните настани. Со нови методи ќе се следи квалитетот на воздухот во Охрид. Рушење на дивоградбите според препораките на УНЕСКО најрано на почетокот на 2022, велат од невладината фронт. Општината ќе постапува и за полулегалните тераси на угостителските објекти по Кеј Македонија. Македонскиот стандарден литературен јазик полека го снемува од секојдневната комуникација. Полицијата во Хонг Конг со солзавец против демонстрантите. Со најавените настани започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид преовладуваше сончево и топло време со дневна температура над повеќегодишниот просек за овој период од годината, која достигна 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, времето ќе биде претежно ведро и свежо. Во среда, над поголем дел од Европа, времето нестабилно со локални врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во западна Европа и југоисточна претежно сончево со појава на локална облачност. Утре над поголемниот дел од Балканскиот полуостров претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во северните предели умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот ќе достигнат од 20 до 30 степени Целзиусови. Во Македонија во среда не очекува претежно сончево и многу топло време. Во доцните попладневни вечерните часови појава на локална облачност. Минималните температури во Македонија од 7 до 16, а максималните од 25 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во среда времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура 11, а дневната 27. Во четврток претежно сончево со локална облачност, а попладне со врнежи од дожд и засилен ветер. Максималната температура 23. Во петок во утринските и предпладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд, попладне умерена облачност, сончеви периоди, но температура до 13 степени. Во сабота умерена облачност, сончеви периоди и максимални 17 степени Целзиусови. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Производство и изработка на огради, монтажни скали и гумски работни маси од Инокс. Внимателно одбрано. Безпреkorно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Загадување на воздухот над дозволените граници се очекува и оваа зима. Охрид не спаѓа во критичните градови, но добива можност да го следи квалитетот на амбиенталниот воздух. Од проект за прекугранична соработка на ИПА европските фондови доби мониторинг сензори и филтри за оџаците на индивидуални објекти. Охрид денес го одбележа денот на европската соработка. Охрид доби 70.000 евра во опрема за поставување на 11 сензори, 15 филтри на јавни и приватни објекти. Тоа се средства од проектот Балканет, програма за меѓугранична соработка од ИПА фондовите на Европската Унија за 5 земји: Македонија, Албанија, Грција, Бугарија и Кипар. Охрид не спаѓа во критичните градови со енормно аероизлагадување и нема мерна станица за квалитетот на воздухот. Со овој проект сега добива можност да го следи квалитетот на амбиенталниот воздух, вели Дарко Блинков од Државниот инспекторат за животна средина. Заедно со општина Софија, општина Солун, општина Тирана и Никозија, главниот град на Кипар, ќе се направи анализа на податоците и ќе биде од помош на општина Охрид, значи на тие така наречени policy decision maker, односно креаторите на политиката во делот на просторното планирање, локалниот економски развој и посебно во делот на животна средина. Владата исто така презема мерки за справување со аерозагадувањето во државава. Издвои 4 милиони евра со која субвенционира замената на цврсти енергенси за грејење како најголеми загадувачи на воздухот и ги заменува со инвертри. Но за да се зачува квалитетот на воздухот мора посветено да се работи, рече Дејан Павлевски, заменик министер за локална самоуправа. Се соочуваме со огромен предизвик. Тоа е проблем кој што го има целиот свет, меѓутоа не можеме да ги затвориме очите пред фактот дека ние во нашата држава има неколку градови кои што имаат енормна загаденост. Конкретно владата превзема чекори во таа насока и покрај тоа што треба сите чинители да превземат активности. Дарко Блинков од Државниот инспекторат за животна средина сподели податоци за степенот на најголемите загадувачи на воздухот. Според анализи на меѓународни проекти во урбаните средини, на прво место и загадувањето од индивидуалните ложишта, на второ место се сообраќајот и градежните активности, додека на трето место е индустриското загадување на воздухот, кажа Блинков. Охрид денес го одбележа денот на европската соработка, при тоа заменик градоначалникот Ристо Николевски потсети на важноста од подигање на јавната свест и на програмската транснационална соработка за идните генерации да имаат здрава животна средина и чист воздух. Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион е финализиран и истиот наскоро ќе биде отворен за јавна дебата, а ќе биде испратен на увид и до УНЕСКО, велат од владата во соопштение по повод средбите на македонската делегација со представници на УНЕСКО во Париз. Дека владата е целосно посветена на исполнување на препораките, говори и фактот што владата во ребалансот на буџетот одвои 50 милиони за санација на колекторскиот систем, со план за дополнителни средства за 2020 година. Во делот на соработката со Албанија, како една од препораките, неодамна на средбите во Тирана, беше дефинирано и формирање на заедничка комисија за управување со Охридскиот регион, се вели во соопштението од владата. Министерот Едмонд Адеми, во својство на председател на Националната комисија за УНЕСКО, заедно со градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, вчера остварија работни средби со УНЕСКО за прогресот во зачувување на природното и културното наследство во Охридскиот регион. На средбите со директорката на Центарот за културно наследство Метчилд Рослер и со неколку амбасадори на земји членки на Комитетот за светско наследство беше презентиран и поздравен напредокот остварен по одлуката во Баку во јули годинава. Од состаноците можеме да заклучиме дека постои големо задоволство од прогресот направен после Баку. Очигледен е и политичката волја на владата, но и имплементацијата на терен на она све што се очекува од нас како држава да се направи. Беше поздравен по прогресот во тој дел, апсолутно и во делот на поддршка на локалната самоуправа и во делот на соработката со нашите соседи Албанија, на некој начин практично докажавме дека оваа влада може да испорача резултати, она што реално и го ветивме во Баку. Очекуваме во февруари
кога ќе доставиме и прогрес извештајот, да добиеме дополнителна поддршка во тој правец. Се разбира, тука не завршува работата, продолжуваме се до конечна имплементација на сите препораки на УНЕСКО, онака како што се пропишани. Рушењето на дивоградбите според препораката на УНЕСКО можеме најрано да го очекуваме кон крајот на 2021 и почетокот на 2022 година, велат од невладината Фронт 2142. Додаваат дека она што сега се случува во Охрид е почеток на основно владење на правото и законот во областа на урбанизмот. Рушењето на диво изградените платформи на неколку угостителски објекти во езерото нема никаква врска со препораката број 9 од УНЕСКО за справување со дивоградбите во регионот, туку е еден скромен почеток на основното владење на правото во областа на урбанизмот во Охрид, велат од невладината Фронт 2142. Оттаму го поздравуваат како позитивен чекор и се согласуваат со градоначалникот Георгиевски дека конечно во Охридскиот регион мора да започне да се почитува правото и законот, но додаваат дека, според информациите кои јавно се достапни досега, исполнувањето на препораката од УНЕСКО не е започнато. Односно, во акцискиот план на општините Охрид и Струга, студиите за влијание на евидентираните дивоградби врз светското наследство се планираат дури во 2021 година. Со оглед на фактот дека овие студии ќе определат кои дивоградби ги нарушуваат вредностите и треба да се рушат, се разбира доколку бидат стручно и независно изработени, рушењето на дивоградбите од препораката на УНЕСКО можеме најрано да го очекуваме кон крајот на 2021, почетокот на 2022 година. Од Фронт прашуваат дали во оние 1076 евидентирани дивоградби се наоѓаат и оние кои актуелната власт ги легализирала од 2017 година со речиси 3 години, како што велат свесно прекршување на итната мерка побарано од УНЕСКО, најдоцно до февруари 2018 година, итно државата да ја стопира легализацијата на дивоградби на територија на Охридскиот регион. Од Фронт подсетуваат дека локалната власт не може да постапува не само за нелегалните градби кои централната власт ги легализирала, како што велат игнорирајќи го УНЕСКО, туку и за оние за кои се поднесени барања за легализација. За да ја спроведе оваа препорака, на вистина на Георгиевски ќе му треба суштинска поддршка од централната власт, но тешко дека ќе ја добие од истите кои неколку месеци по добивањето на оригиналната препорака, наместо да го стопираат легализирањето, го продолжија законот за легализација. Законот за Охридскиот регион поострите реакција е повлечен од собраниска процедура и од тогаш нема ни глас за истиот. Одлуките за воведување мораториум на Охрид и Струга се внимателно скроени да дозволат продолжување на урбаната и крајбрежната трансформација. Стратешката оцена на влијанието врз животната средина за планот за управување со регионот ја нема ни на повидок, обвинуваат од Фронт. Додека во седиштето на УНЕСКО во Париз, нашата делегација презентираше извештај за напредокот во исполнувањето на препораките, вистинската состојба на терен останува многу тажна, велат од невладината Фронт. Општината ќе постапува и на објектите на шеталиштето Кеј Македонија. Станува збор за полулегални објекти кои плаќале закупнини за земјиштето, ама работат со нелегални тераси. Наместо да постават урбана опрема, како што им стои во одобренијата од општината, тие просторот го застаклиле или физички го затвориле. Општината ќе става ред и на Кеј Македонија на објектите кои се наоѓаат вдолж шеталиштето. Голем број објекти ги прекршиле издадените одобренија од општината, вели градоначалникот Константин Георгиевски за ситуацијата и во овој дел од атрактивното крајбрежје. Таму состојбата е лоша, како и секаде. Таму станува збор за половични, да речам, полулегални објекти, затоа што таму е издадено одобрење за поставување на урбана опрема, а урбана опрема, според дозволите кои што тие ги добиле од општината и за кое што плаќаат надомест, значи некаде на стрешница во склоп на објект, некаде чадори и маси, и никаде не станува збор за застаклување, физичко затварање на тие објекти, а дури некаде имаме и подно грејење. Станува збор за работа на полулегални објекти кои засега нема добиено решение за да ги отстранат нерегуларностите согласно добиените решенија за поставување на урбана опрема. Тоа е процес кој ќе стигне и до нив, велат пак од општинскиот инспекторат. Тие се
од една страна плаќаат закупнина за земјиштето на општината, меѓутоа се нелегални тераси. И ќе постапуваме и таму. Инаку од објекти кои се евидентирани во општинскиот регистар на бесправно изградените објекти од 409 не се само објекти со кои тераси, скали и огради. Институциите од 2003 година во општина Охрид не срушиле нити еден столб и дозволиле да се изградат и да се напластат голем број нелегални предмети кои завршиле само во евиденцијата на дневниците на општинскиот инспекторат. Полека, ама сигурно, стандардниот македонски литературен јазик го снемува. Годинава само неколку средношколци се запишале на Филозофскиот факултет во Скопје. Причини за тоа има многу. Јазикот е нашата татковина, рекол големиот Блаже Конески. Но за жал полека, ама сигурно, стандардниот македонски литературен јазик го снемува, заменет од некои извитоперени кованици и примеси од странските јазици. Годинава само неколку средношколци се запишале на Филозофскиот факултет во Скопје за да го изучуваат македонскиот јазик и да можат да ги учат наредните генерации како правилно да говорат и пишуваат. Причини за тоа има многу. Најголем проблем е вработувањето. Затоа младите тешко се одлучуваат да студираат на Филозофскиот факултет. Друга причина е непочитувањето на законите. Например, секоја институција мора да има овластен лектор, но нема ниту една, со чест на ретките исклучоци. Да не се случува нелекторирани текстови да излегуваат во јавност, па еве и во медиумите, и во пишаните, и во електронските нема лектори, иако и тоа мислам дека се условите кои ги препишуваат законите, дека мора да има баш токму такви образовани кадри. Мора да се создаде амбиент или имате преведувачи од јазици, а судски документи, нотарски извештаи и така натаму ви поменуваат нелекторирани. Државата е таа која треба да ги спроведе законите и да си го заштити јазикот. Во последно време се прават некакви напори околу тоа. Советот за македонски јазик и литература, кој постоеше од кога постои официјалниот македонски јазик, а кој години наназад не функционираше, повторно е возобновен, како и полагањата за лекторски испити. Тоа црвено копче е одамна запалено и дека ќе мора нешто да се преземе на тој план, затоа што никој не би го изучувал јазикот ако нема иднина, во смисла иднина на своје вработување, а јазикот сигурно има иднина, ние го зборуваме, на него пишуваме, на него се изразуваме и мислам дека и тука ќе треба многу повеќе да поведеме сметка што ни излегува во јавноста, кој се пишува и како пишува, затоа што мораме да ги чуваме стандардниот македонски литературен јазик, а не да ги употребуваме дијалектите. Непочитувањето на македонскиот јазик може да се види насекаде околу нас, вели Јовановски. Речиси сите фирми се напишани на англиски јазик и на латиница, а со закон е пропишано дека мора да се на македонски јазик и со кирилично писмо. По институциите насекаде може да се сретнат погрешно напишани зборови, непочитување на правописот и интерпункцијските знаци. Медиумите пак кои треба да се прозорец кон светот за широките народни маси, се приказна за себе. Секојдневно безброј грешки во наслови, текстови, акцентирања и што уште не. 5 до 12 е да се подсетиме сите на она што значи македонски литературен јазик, вели Јовановски. Тој сугерира што почесто да се користи електронскиот речник кој од неодамна функционира и сите кои имаат некоја дилема околу зборовите на македонски јазик да го отворат и да проверат пред нешто да напишат или јавно да изговорат. Следуваат вестите од светот. Словеничката авиокомпанија Adria Airways поднесе барање за банкрот и ги откажа сите летови, се наведува во соопштението кое го објави компанијата. Ваквиот развој на ситуацијата следи од како авиопревозникот минатата недела откажа голем број летови поради финансиски проблеми. Сега судот има законски рок од 3 дена да донесе одлука за отварање на постапка за банкрот. Словеничкиот министер за економски развој и технологија Здравко Почивалешки изјави дека владата ја разгледува можноста за основање нов национален авиопревозник кој би ја подобрил меѓународната поврзаност на Словенија по банкротот на Adria Airways. Во Пекинг со воена парада се одбележуваат 70 години од основањето на Народна република Кина во моменти кога земјата се соочува со бројни предизвици, меѓу кои се и повеќе месечните антивладини протести во Хонг Конг и економската војна со САД. Воената парада, во која учествуваат неколку десетици илјади војници, ја следи председателот Си Џинпинг облечен во сива униформа, како онаа која ја носеле кинеските лидери во време на создавањето на републиката. Во Хонг Конг пак повторно големи немири, демонстрантите излегоа на улици, полицијата е подготвена за пресметка само неколку часа откако кинезите ја изведоа грандиозната парада во знак на одбележување на 70 годишната контрола на комунистичката партија.
Висок пристаништен мост преку заливот на пристаништето на Нфанго на североистокот на Тајван се урнал на рибарски бродови, а повредени се повеќе од 20 лица. Бројот на исчезнати засега не е познат. Мостот, долг 140 метри, се урнал додека преку него минувала цистерна полна со нафта, па делови од мостот и цистерната паднале на рибарските бродови. За неколку секунди подоцна да започне вистински хорор, да се запали нафтата, да ги зафати бродовите. Се стравува дека најмалку 6 рибари се заробени во бродовите. На мостот имало 5 лица во моментот кога истиот се урнал. 14 тешко повредени лица се повредени во болница, се верува дека меѓу нив е и возачот на танкерот. Во потрагата се вклучиле воен хеликоптер, рибарски бродови и 60 војници и нуркачи. Тајван вчера беше погоден од тајфунот Митак, кој донесе силни ветрови со брзина од 160 км на час, поради што се откажани повеќе од 160 летови, а 60.000 лица останале без електрична енергија. Полицијата во Нигерија спаси 19 заробени бремени жени и девојки кои биле киднапирани, силувани и приморани да раѓаат бебиња, а подоцна бебињата биле одземани и продавани за $1.500. Портпаролот на полицијата вели дека жените и 4 бебиња се спасени на 4 различни локации во Лагос. Жртвите, наречени фабрики за бебиња, се воглавно од источна Нигерија, намамени во Лагос за ветување за добра работа. Уапсени се 2 лица кои се прво осомничени, а портпаролот на полицијата рекол дека бебињата се продавани за сума од 830 до $1.500. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!